Конкретно, горди сме дека за кратко време ги саниравме санитарните јазли на сите 3 нивоа во нашето училиште, на приземје, на први и на втори спрат. Потоа извршивме заменување на дограмата во административно-педагошко стручната служба. Имаме молирисување на дел од училниците и канцелариите во нашето училиште. Имаме исто така една јавна набавка доста успешна, каде што ги заменивме завесите кои што беа во катастрофална состојба во цело училиште. И доста, морам да напомнам, лоша состојба на влезните скали во училиштето, во главниот влез, извршивме реконструкција на истите, за кои што сме посебно горди, а конкретно кога станува за влезот во нашето училиште, морам да напомнам дека ја наместивме и долго посакуваната заштитна рампа за да се обезбеди зголемување на безбедноста кај самите ученици. Друго што е реализирано за овој краток период во нашето училиште, морам да напомнам дека имаме целосна реконструкција на нов инсталација на нов видео надзор, каде што функционираше само една камера, сега функционираат 16 камери и внесување на блендер, тоест обезбедување на влезна блендирана врата во самото училиште. За кратко време успеавме да го изградиме и подпорниот оштетен зид во подрачното училиште во Варош, а таму на повидок сега ни се конкретно изработка на предмер пресметки за санација на санитарните јазли и на подот, и ако продолжиме со вакво темпо на работа, искрено кажано, во блиска иднина истите тие би биле реализирани за кратко време. Воедно морам да кажам дека овде сменивме голем број на шкафчиња и исто така на повидок се набавка на 96 клупи и 346 столчиња, каде што во соработка со локална самоуправа, морам да напомнам, овозможивме да се смени целокупниот училиштен инвентар во нашето училиште. Исто така, на повидок сега, кој што треба да реализираме, е оној предмер пресметка која што ни е направена, а сега е во согласност на реалните можности и финансиските средства кои што ќе ни бидат овозможени со неприкосновената и добра соработка од секторот на финансии при локалната самоуправа, е термоизолационата фасада која што треба да ја направиме во самото училиште, како и реконструкцијата на училниците во цело училиште со абрип. Се работи уште една предмер пресметка за хортикултурно редување на дворот, каде што се надеваме дека до крајот на месец мај истата ќе ни биде реализирана.